Околу 4000 бегалци од Сирија, Авганистан и Ирак влегоа во Македонија. Утрово од 5 часот почна селекцијата на мигрантите. Претходно 2 дена протокот беше запрен бидејќи грчките полицајци не соработуваа со македонските колеги за да се овозможи пропуштањето на македонска територија. We are here from 2 days and we don't know what's happening with them. My brother is there and my sister's husband is there and they didn't let them come to here. Прифатниот камп на грчка страна е преполн, а постојано пристигаат автобуси со нови мигранти, со што се отежнува работата и на хуманитарните организации, но и на пограничните служби. Мигрантите од Иран го блокираа преминот на каменот 59, па полицијата мораше да отвори нов проток 10 метри подолу за да се избегне судир помеѓу мигрантите и полицијата. Нетрпеливоста расте бидејќи се зголемува и бројот на мигранти од Иран, Пакистан, Бангладеш, Непал и други земји, кои што сега се декларираат како економски мигранти и нивниот влез во Македонија и во останатите земји од Европската Унија не е дозволен. Пругата е претворена во камп зона за мигрантите, а луѓето изјавуваат дека нема да го напуштат каменот 59 се додека не ги пуштат да транзитираат низ Македонија. In reality they are saying that we are Pakistanis, Iranians, that you are not allowed to cross Macedonia. Why? We are not humans. We need freedom. We will not go from here. We will sit here. We do or die. We will not go back. Големи гужви има и пред прифатниот центар кај Гевгелија, каде колони бегалци чекаат за регистрација. Преморени мајки со деца се испоседнати по земјата, сакајќи поскоро да заминат кон север, но издавањето потврди оди бавно поради големата навала од претпладнето. Денеска транспортот на мигрантите ќе биде само со такси и автобуски превозници. По одлуката на Србија и дел од членките на Европската Унија да се пропуштаат само бегалци од воено загрозените подрачја. Селекцијата се спроведува и на македонско-грчката граница, а армијата е подготвена доколку се јави потреба од поставување жичана ограда.